Здраво на сите, денеска едно видео без готвење, иако чорбата со киноа и, сладок компир е спремна. Денеска сакам малку вака, еве, без готвење, иако зошто ги правам видеата со готвење ме прашуваат некои, како НЛП тренер. Видете, што ќе ставите во устата, стомакот ќе го изеде. Може би ќе се помачи малку, меѓутоа како и да е, ќе ја свари храната и што ќе му дадете на вашиот мозок, какви мисли ќе му дадете, исто така ќе ги изеде. Па тука е прашањето со што го храните вашето тело или со што го храните вашиот живот, вашите мисли, вашето секојдневие. Често пати луѓето знаат да кажат немам време, немам енергија, немам пари. Сте размислиле ли како го трошите вашето време, бидејќи ако зборувате со немам време, значи дека го трошите вашето време, инаку би збореле во инвестиција. Колку од вашето време го трошите на мали работи, значи големо време трошење на мали работи, и колку од вашето време го трошите, го инвестирате малку време во големи работи. Значи, нашето време ние го се однесува на тоа како го вреднуваме нашето време. Сите имаме 24 часа. Од секој нас индивидуално зависи каква вредност му даваме на времето. Ако времето не го вреднувате, тоа значи дека ќе го трошите. И затоа немате никогаш да имате време за спортување, за здрав живот, за инвестирање во самите себе, за било што, туку ќе го трошите времето на малку поневажни работи. Запрашете се себе си дали трошите и инвестирате време и во што го инвестирате времето, а во што го трошите времето. Зошто јас инвестирам време во правење на за мене, значи, здрава храна, затоа што инвестирањето во моето тело е значајно за мене, бидејќи телото ми е домот. Во него живеам и потребен ми е за да можам да се развивам како личност, да бидам здрава, ментално, физички, психички, емотивно, духовно, како сакате кажете го. Со ова видео пораката е, значи, колку време инвестирате во работи кои што ви донесуваат резултати какви што сакате да ги имате. Ви посакувам пријатна вечер и се гледаме наскоро со нови рецепти. Да, и тоа може би сакам да кажам, многу е важно, бидејќи ми пишувате доста во пораки, многу е важно исхраната да ви биде разновидна, разнолика, значи не секогаш иста. Не значи дека е здраво да се јаде постојано каша од разни житарици секој ден. Значи, организмот се заситува, на организмот му е потребна разновидност. Исто така многу е важно да јадете почесто и помалку во текот на денот. Сите овие совети верувам дека сите вие ги знаете, меѓутоа прашањето е зошто не ги применувате. Затоа што сигурно можеби не си го вреднувате своето здравје доволно. Ви посакувам сега. Значи, дефинитивно пријатна вечер. Чао, чао!